Најави за денешните настани. Започна новата учебна година. Во училишните клупи седнаа над 420 првачиња. Да ги заштитиме децата во сообраќајот, кампања на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и МВР. Добро спакуваната археолошка приказна може добро да се наплати и да обезбеди финансии за нови археолошки истражувања. Во второто тримесечје од годинава најмногу биле барани работници во услужните дејности и продажбата. Најмалку 800 загинати и над 2500 повредени во земјотресот во Авганистан. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево, топло и ветровито време со максимална дневна температура до 29 степени Целзиусови, вообичаена за овој период од годината. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе преовладува претежно ведро, ветровито и свежо време. Над Западна Европа продолжува влијанието на длабок циклон со центар над Британија кој носи обилни врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Фронталниот систем од Атлантикот навлегува во западна и поголем дел од Централна Европа, предизвикувајќи поројни врнежи и грмотевици. Североисточна Европа е под влијание на висок воздушен притисок што условува стабилно и суво време, додека пак во Јужна Европа, вклучувајќи го Пиренејскиот полуостров и делови од Медитеранот, преовладува сончево и топло време. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во јужните и источните предели претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 35 степени. Во Македонија во вторник по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време. Ќе дува слаб ветер со променлив правец. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 25 до 36 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во вторник по свежото утро и температура од 12 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен западен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 29 степени. Во Охрид во среда претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне, нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици и максимална дневна температура до 26 степени. Во четврток, умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на дневните температури. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во петок, по свежото утро и температура од 12 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 26 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Bekament, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Започна новата учебна година. Во училишните клупи седнаа над 420 првачиња. Градоначалникот Кирил Пецаков на првиот училишен ден беше во основното училиште Кочо Рацин, кое од денес започнува со работа во новата училишна зграда во просториите на поранешната касарна. Започна новата учебна година. На првиот училишен ден градоначалникот Кирил Пецаков ги посети првачината во новоизграденото основно училиште Кочо Рацин, кое од денес започна со работа во новата училишна зграда во просториите на поранешната касарна. Локалната самоуправа покажа дека стои цврсто зад образованието, како приоритет во време кога светот се менува со невидена брзина. Токму вложувањата во овој сегмент од општественото живење е најдоброто наследство што можеме да им го оставиме на нашите деца, рече Пецаков во своето обраќање. Дозволете ми да им се обратам на најважните звезди на денешниот ден, нашите првачиња. Драги првачиња, денес за прв пат ќе седнете во училишната клупа, ќе ја запознаете својата прва учителка, ќе ги запознаете своите први училишни другарчини и ќе започнете едно убаво и весело патување низ буквите и бројките. Нека вашите чекори бидат сигурни, а вашите насмевки искрени. Вашите срца отворени за училишни успеси. Вие сте наша радост, наша гордост и мотив да работим уште повеќе за да ви обезбедиме подобри услови за среќно и безгрижно детство. Нека е честит првиот училишен ден, нека е среќна и успешна новата учебна година во Охрид. Нашето училиште секогаш ја чувствувало грижата и поддршката на општина Охрид, која вложува во подобри услови на наставата, по создавање пријатна и безбедна средина за учениците, рече директорката на Кочо Рацин во своето обраќање. Тука, во ова училиште ќе учите, ќе се смеете, ќе играте и ќе се дружите. Тука ќе учите како да бидете добри другари, како да помагате и да се грижите за другите. Но најважно од се, овде ќе учите како да верувате во себе и во своите способности. Ова е почеток на еден процес што ќе ве води низ целиот ваш пат како ученици, но и како луѓе кои ќе бидат важни членови на општеството. Овој ден е многу важен за вас, но и за нас. Сите ние кои ќе бидеме тука да ве поддржуваме.
Охридските училишта се подготвени за новата учебна година, а во училишните клупи седнаа над 420 првооделенци. Да ги заштитиме децата во сообраќајот. Кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи ги започнуваат превентивните активности и предавања во училиштата како дел од кампањата да ги заштитиме децата во сообраќајот. Кога децата ги стекнуваат овие навики уште во основно училиште, се гради довербата и основата од која понатаму растат во одговорни учесници во сообраќајот, не само за себе, туку и за другите. Во изминатите 5 години од 2019 до 2024 година, според податоците на Министерството за внатрешни работи, 771 лице го загубиле животот во сообраќајни несреќи, а најчеста причина и понатаму се брзото возење, непочитување на првенство на минување, возење во спротивна насока и управување под дејство на алкохол. Со оглед на овие сознанија, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите, родителите и децата за зголемена предпазливост и посветеност кон заедничката цел – безбедноста на учесниците, особено најмладите. Заеднички можеме да го направиме патот до училиште безбеден, да ги заштитиме децата во сообраќајот секој ден на секое место, порачуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Поголема грижа, заштита, но и промоција и поврзување на археолошкото богатство со туризмот во Охрид. Експертите велат, добро спакуваната археолошка приказна може добро да се наплати и да обезбеди финансии за нови археолошки истражувања. Поголема заштита, промоција и поврзување на археолошкото богатство со туризмот предлагаат експертите. Охрид е археолошка ризница со околу 250 археолошки локалитети, остатоци од материјалната култура од неолитот па се до доцниот среден век. Културното наследство е темелот на нашиот идентитет и постоење и токму затоа државата мора да издвои повеќе пари за заштита, конзервација и афирмација, советуваат археолозите. Археолошка едукација, зближување, презентација и пренесување на сите тие археолошки наоди кон човекот, односно туристите. Затоа што културното наследство взаемно оди со туризмот, не може туризам без културно наследство. Кога добро ќе се спакува археолошката приказна, таа може да се наплати, а преку влезници ќе се обезбедат пари за нови системски истражувања. Ние се уште немаме некои конкретни систематски археолошки истражувања, чепкаме на одредени локалитетчина со многу мал интензитет, наместо ние нашето културно наследство, како што кажем, да го пренесеме толку блиску до светот и светот не само по природното наследство, да возврати со доаѓање и оставање некои финанси. Светски познатите туристички дестинации акумулираат огромни финансиски средства од презентацијата на културното богатство. Гувернерот на Народна банка Трајко Славески најави намалување на учеството при купување прв стан за граѓаните. Во интервју за Радио Слободна Европа, Славески кажа дека новите мерки предвидуваат дека лицата кои за прв пат купуваат стан за живење ќе можат да поднесат барање за кредит со значително намалено собствено учество од проценетата вредност на станот. Со мерки кои што ни стојат на располагање би го зголемиле, да речем, односно ќе намалиме процентот на учеството собствено за лица кои што прв пат купуваат стан, да речеме со 10% учество од процентната вредност на станот, да може да се аплицира за кредит кај банките, а ќе го зголемиме тоа учество или потребното учество кај оние кои што купуваат стан за, како што веламе, инвестиција или спекулација во смисла на тамошно очекување за тамошно зголемување на цените. Понатаму, оно што треба да бидат или се веќе свесни банките, дека оние кои што по прв пат купуваат стан за живење се помал ризик. Тоа е
да речем, акцептирано, тоа е јасно во банкарскиот сектор, затоа што тие се многу поодговорни, затоа што не сакаат да дојдат во ситуација да бидат постојано опоменувани заради доцнењето на ратите за објектот во кој што живеат или во најлош случај да се доведат во ситуација да не можат да го отплаќаат кредитот и да мора да го отстапат на кредитната институција живеелиштето. Сосема е поинаква ситуацијата и поголем е ризикот кај лицата кои што купуваат, како и кај секоја инвестиција, нели? Ризикот е тука многу поголем. Од тука постои сосема легитимна препорака и ние очекуваме банките да понудат подобри услови, вклучително и пониски каматни стапки за лицата кои што купуваат прв стан. Инаку ние како Народна банка да бидеме тука начисто, не ги определуваме директно каматни стапки кои што ги утврдуваат комерцијалните банки. Во второто тримесечје од 2025 година најмногу работници биле барани во услужните дејности и продажбата, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Стапката на слободни работни места во второто тримесечје од 2025 година во земјава изнесува 2,08%, а најголем број на слободни работни места 2008 има во групата работници во услужни дејности и продажба. Југоисточниот регион има највисока стапка на слободни работни места од 2,54%. Највисока стапка на слободни работни места од 3,77% има секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна, додека најмала е стапката во секторот јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување, кој изнесува 0,36%. Деловните субјекти со број на вработени од 10 до 49 лица имаат највисока стапка на слободни работни места, кој изнесува 2,69%. Инаку, бројот на невработени лица е намален за 2,3% во споредба со четвртото тримесечје од 2024 година, додека за 8,8% се намалува во споредба со истото тримесечје од минатата година. Од вкупниот број невработени лица, 59,8% се мажи, а жени 40,2%, а од вкупниот број на вработени мажи се 57,6%, а 42,4% се жени. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!